Рудните наоѓалишта со кои располага Осоговскиот масив им ги отвори стопанско-економските перспективи на Крива Паланка, Пробиштип и Македонска каменица, кои со децении наназад ја експлоатираат олово-цинковата руда. Меѓутоа, во четириаголникот околу Осоговијата недостасува агол од кочани, бидејќи градот на Оризот како да нема амбиции да се занимава со рударство. Дилемата е дали Осогово на јужната страна нема рудни резерви или во прашање е стратегија од локално, регионално или државно ниво. Можеби позитивните искуства од рудникот Опалит требаше да ги поттикнат рударските стручници да пристапат кон конкретни истражувања на теренот и да влезат во инвестиции. Уште повеќе ако се имаат во предвид копањата во потрага по реткиот камен Габро од страна на германскиот инвеститор Гинтер Капраун и неговата фирма Меристен Тоби. Во Кочани 3-4 децении кружи приказната дека некаде во клисурите на Црна река се истражувани рудни наоѓалишта, дека наводно е пронајдена радиоактивна руда уран и дека поради неприготвеност за експлоатација окната се затрупани и забетонирани. При тоа никој не соопштува за колкови резерви станува збор и дали воопшто таквите шпекулации имаат каква и да е основа. И додека рудните резерви од кочанска страна чекаат подобри времиња, локалните фактори своите активности ги фокусираат кон искористување на геотермалната вода како алтернативен енергес и природно богатство.